Почитувани, добре дојавте. Менталното здравје денес е една од најголемите кризи на современото општество за кои се уште не се зборува многу гласно. Анксиозност, панични напади, депресии, бърнаут синдром се почесто ги погодуваат луѓето во овој брз и динамичен свет во кој живееме. Да си кажеме денеска за тоа како личното искуство, односно соочувањето со паничен напад, може да биде повод за една успешна приказна, односно почеток на стартап бизнис, каде што се сретнуваат психологијата и технологијата. Мои гости се Александар Станков, IT инженер, и Томе Нединковски, психолог, и двајцата коосновачи на апликацијата под име Relaxify. Добре дојавте во студиото на Телма. Добре најдов. Би почнал со прашање за психологот, потоа ќе зборуваме и за успешниот стартап бизнис. Менталното здравје денес се споменува почесто од кога било. Дали тоа значи дека сме посвесни за проблемот или дека проблемот е навистина драматично пораснал во последните години? Добро ти е прашањето, пред се. Па би рекол дека до некаде од помалце од двете. Гледаме статистики кои што покажуваат зголемување на пријавување на симптоми после COVID, а од друга страна гледаме све повеќе и психолози кои што се активно вклучени различни програми, така некако си одат заедно. Нека до сега не постоеле, свесноста била помала, меѓутоа сега нели новиот начин на живот и неизвестноста што нам носи, секако гледаме дека но и факт е дека и проблемот е зголемен. Не само свесноста, туку и проблем. Да. Еве нешто како факт, пак од пракса гледаме дека, не знам, би рекол просек 7 од 10 корисници на пример на психолошка поддршка за прв пат ја бараат. Значи тука гледаме зголемување на Значи, она што го покажуваат статистиките, кои се навистина загрижувачки, го покажува, можете да го видите и вие од вашите корисници во пракса. И во корисници, да, и во пракса, да. И сега кога станува збор за Relaxify, нова апликација, релативно нова, од пред неколку години, веќе пробиена на европскиот пазар. Интересно е тоа што приказната почнува од лично искуство на Александар, кој е IT инженер и кој нема врска со психологија, но ете има лично искуство со тоа. Може ли да го споделиш, иако може би малку си дозволувам да бидам индискретен во прашањето, станува збор за едно лично психичко искуство кое би го споделил со нашите гледачи? Да, апсолутно. Јас, како и повеќето македонци, отидов во странство на работа во Германија, каде што работев во различни фирми и работев исто интересно во еден стартап во Германија, каде што може би ми дојде вирусот за стартапи. Додека работев, мислам стартапот порасна од 20 луѓе на 300 и нешто луѓе во различни делови од Германија. Меѓутоа сепак работата е притисокот со се што се соочував, си го направи своето. Имаше ситуација каде што еден ден кога се враќав од работа на кај дома во метро, во таа темна дупка, во возот внатре. Во возот внатре, да. Осетив како срце биење, не може воздух да земам и беше ситуација каде што мислев дека готово, крај со мојот живот. Отидов на прегледи кај доктор, каде што се ме прегледа и се беше во ред. Ти рече дека е се во ред, ти олесна или уште повеќе се загрижи бидејќи станува збор за психички проблеми? Па интересно, се беше во ред од биолошки карактер, ама да, требаше психички да го решам тоа. Сега начинот на кој да го решам, сепак бев во Германија, каде што не ми е мајчин јазик германскиот. Не можев туку така лесно да побарам поддршка. Ремоут психотерапија уште беше релативно нова ствар, што тоа беше пред короната. И барав начини со различни апликации или консултации со пријатели како да го решам тоа. И од таму потекна идејата. Со тоа што идејата како идеја беше птено зачеток, тогаш ни Томе не го знаев. После некое време се запознавме тука во Македонија, така да и од таму почна целата идеја. Значи ти му го представуваш на Томе твојот личен проблем и тргнувате до идеја заеднички да направите апликација, односно на дигитален начин да ги решавате менталните проблеми на луѓето. Апсолутно. Томе, вие како психолог,
колку често сметате дека луѓето прво одат на кардиолог, веројатно се обратил Александар прво кога го почувствувал тој паничен напад во метрото, а потоа дури отишол или веројатно на интернист, не знам, кај лекар. Кај психологот е последната веројатно адреса каде што некој особено млад човек би завршил кога би почувствувал нешто вака. Да. Колку имаме култура на одење и колку сме подготвени гласно да зборуваме за нашите ментални проблеми? За жал, кај нас се уште постои, се третира како табу тема. Така да, да, како што кажа, психологот е не е првата инстанца кај што доаѓаат, меѓутоа за среќа гледаме трендови кај што тоа се менува. Значи обично одат прво на проверка на доктор или разговор со пријатели така натаму, некојаш земаат на своја рака некои работи кои што не се препорачува. Меѓутоа јас би го охрабрил гледачите, значи што станат свесни дека нешто такво се случува, да се обратат кај психолог, да побараат соодветна психолошка поддршка и да не го игнорираат проблем. Добро, и сега тргнува работата личен проблем, нов свет, дигитална ера, како што кажа Александар, во Германија се заразили со вирусот на стартапи, на стартап бизниси. Во тоа време постојат некои други такви апликации за смирување, нели позната е она Calm или Headspace или како решивте дека можете, дека сте способни и дека имате идеја да направите нешто посебно и различно? Што е всушност Relaxify различно од тогаш постоечките апликации за смирување? Да, јас како што кажав, почнав да барам решенија и решенијата, пошто сум од IT свет, ми беа во апликации, кај што директно и брзо ќе ми помогнат. Ги симнав и Поради Calm и причина од што ти е незгодно да се обратиш кај психолог, да не се губи време, или едноставно полесно е со машина да се комуницира и да се отвори душата и да се каже за проблемот, искрено да се зборува отколку очи во очи со психологот? Па најверојатно и двете. Едната од причините е да, не сум бил претходно на психолог. Може би тоа ми било и мене на некој начин како некоја граница. А од друга страна, како што кажав, бев во Германија со ремоут психолог, може би ми било различно, а сепак ова беше нешто каде што на еден клик можам да го добијам. Одма пребарав на интернет, добив неколку резултати, Calm, Headspace и некои други што ни се компетиторс, ги инсталирав, почнав да ги користам. Меѓутоа, сега конкретно кај мене не помогнаа, пошто јас сум малку динамичен тип и таму имам многу лекции за слушање и да, од тој стил се. Дури велиш, си дошол до податок дека дури 53, значи секој втор, повеќе од секој втор човек на планетава не може да медитира. Нема способност да медитира, односно да го исклучи мозокот. Апсолутно. И дека тие апликации кои те мотивираат, односно те водат низ таа медитација, не може да им помогнат на половина од луѓето. Да, тоа е за жал така, пошто за медитација треба баш курс за да се стигне до тоа ниво, па после да се користат тие апликации. Затоа и првата нешто кога зборевме со томе како може да направиме нешто што би им помогнало на сите, посебно да ги офатиме тие тој голем процент што не можат да медитираат, беше како да направиме апликација со интерактивни вежби. Тука Томе... Добро, ете, тоа е прашање за Томе, зошто од психолошка перспектива гледано, што ги разликува луѓе во овие 53% од оние другите? Зошто некои луѓе можат, а некои луѓе не можат да медитираат? Тоа зависи од карактерот или од пристапот на психологот? Зборуваме сега за, ова беше кажано во контекст на користење на такви техники преку апликација. Тука ги земаме во предвид и навиките на корисниците, кои што се преку мобилни телефони. Така да, нашиот предизвик беше, во цела оваа приказна беше како да прилагодиме веќе докажани техники, да ги прилагодиме на начин на кој што е безбеден, а сепак да биде употребливо во контекст на телефон, платформа и така натаму. Од таа гледна точка, значи фокусирани се повеќе на развој на вештини отколку третирање на некои од наведените потешкоти или нарешување, значи повеќе во насока на превенција, едукација и развој на вештини за справување. Добро, јас сега би прашал и од еден поинаков агол. Например, луѓе, бидејќи рековме и во најавата, кога се зборува за проблемите на менталното здравје,
има повеќе дијагнози, меѓутоа многу чести се оние панични напади, многу често е синдромот, не знам во превод, веројатно е на прегорување на работното место или burnout, така се нарекува. Во таа ситуација може ли да помогне медитација? Генерално сега психолошки гледано. Да. Дали на такви луѓе им се препорачува медитација или треба некоја посилна терапија? Гледај, одиме зависно од степенот на кој што се изградени, на кој што се појавуваат, нели, потешкотиите. Има полесен, среден и тежок и сите не ги третираме исто. Така. Во однос на медитацијата има многу техники кои што се базирани на граундинг, земјување, емоционална регулација кои што се докажуваат како корисни. Секако, секој клиент, пациент е свој организам за себе, така да нешто што функционира кај еден можеби да не функционира кај друг. Тоа беше една од основните појдовни точки зашто се одлучивме да не одиме само со еден модел, туку да даеме повеќе видови на интерактивни вежби, да кажеме. И кога веќе ги спомна овие модели, на што се темели конкретно Relaxify? На кој научен пристап? Дали помага низ процесот на когнитивно-бихевиорална терапија или она што го спомна, едукација, саморегулација, кој научен модел е избран и примена таму? Вака, основната теорија ја базиравме на теоријата за добросостојба од Светска здравствена организација, интегрирана со уште 3-4 други водечки теории. Во таја смисла добросостојбата се состои од 4 субдимензии, од кај што првата е да речеме физичка добросостојба, нели, релација тело-дух, ниво на енергија, наспаност, одмореност, функционалност. Втората е когнитивна димензија на добросостојба. Тука се опфатени ставовите вредности кои што ги имаме, ставовите верувањата кои што ги имаме за себе, меѓутоа и когнитивните способности. И имаме уште две димензии, меѓу кои што едната е емоционална димензија, каде што се однесува на способноста за препознавање и менаџирање на сопствените и туѓите емоции, како и балансот помеѓу позитивни и негативни емоции. Последната е социјална и се однесува на релациите, квалитетот на релации што ги градиме со другите и поддршката. Добро, и кога станавте свесни за себе ова, кога се запознавте, кога Томе како психолог кажа што може да понуди, ти како IT инженер и кога седнавте со третиот партнер, како тргна процесот на развивање на апликацијата и што беше во тој процес најтешко? Кога се прво се состававме како тим и решивме дека ќе правиме нешто каде што можеме да им помогнеме на голем дел од луѓето во светот. Целта од првиот ден не беше да излеземе надвор, пошто сме релативно мала држава и се соочуваме со некои табу теми за жал. Како почнавме? Прво почнавме да што ќе правиме со нашата апликација или платформа што подоцна ја направивме. Главно беше кој тип, како прво ќе ги луѓето ќе се познаат себе си, како ќе проценат у кој стадиум се од овие сите стадиуми што ги спомна Томе. Тука беше огромна помош Томе и понудивте некој вид на прашалник? И понудивме прашалник, да. Тој прашалник го развиваше Томе со тимуше од неколку девојки, може Томе работевме, тим од 6 психолози кои што секој со различна, нели, специјалност и искуство. Кои се основните прашања? Може ли да споделите неколку за гледачите? Например, кога Да речеме во претходните 2 недели. Тоа е повеќе само вака би напомнал. Значи не е дијагностичка алатка, е алатка за само спознавање. Само еволуација, и да се почне од некаде. Така. Значи една цел на тоа е повеќе едукација, пак би рекол. Кои се основните прашања? Основно прашање би било за секоја од димензија има по скратената верзија 5-6 прашања, на пример во последните 2 недели се осеќам повеќе пример смирено, наспроти растревожено, тоа е во однос на емоционална димензија, верувам во сопствените ставови, да или не, имам потешкоти во извршување на секојдневните обврски, се осеќам дека сум помалку здрав од останатите, тоа се само дел од прашање. И бидејќи кажувате не е дијагноза, туку само свесност за некоја состојба, а станува збор за дигитален начин на нешто што е многу чувствително, сензитивно како психолошка терапија, сеанса. Веројатно
веројатно таа комбинација беше најпроблематична. Како да се дигитализира нешто што Да. веројатно Од таа причина, да, тоа од моја страна, психолошкиот Така. дел, тоа беше едно од најголемите предизвици, односно две. Прво, како да останеме во етички граници, како да биде безбедно, затоа што генерална популација го користи. А вториот дел беше како да се пренеси нешто што е веќе докажана практика во таква форма. Од таа гледна точка, значи самата апликација не е наменета за третирање на овие работи, туку за развој на капацитети за ментална добро состојба. Значи, не терапија, туку алатка. алатка за развој на вештини, едукација и едукација. Тука имаше големи предизвици помеѓу нас и психолошкиот тим, пошто, например, првата верзија за ова само сознавање или прашалникот беше со над 100 прашања, каде 200. што 200 прашања, каде што беше се окей, супер, ќе се запознае човекот, ама 200 прашања никој од клиентите нема седне и да одговара, туку ќе се откаже одма. И тука беше притисок од наша страна да се намали тоа, а од нивна страна па за да се намали, а сепак да се одржи квалитетот. И во тој судир на концепти, дали во еден момент не помисливте дека, веројатно сте свесни дека во голема мерка за растот на проблемите со менталното здравје се предизвикани или причина е и се големото свртување на луѓето кон дигитализацијата, кон новите технологии. Значи, луѓе кои минуваат по повеќе часови на телефон или пред лаптоп, пред компјутер, веројатно се подложни на проблеми со менталното здравје, наспроти оние кои имаат време да поминат по природа, да поминат со своите блиски, да читаат книга, на оние традиционални методи на релаксација. И сега кога нудите алатка што треба да им помогне, а повторно е таа дигитална, веројатно тука има Апсолутно, предизвик. апсолутно сте во право. Мислам, да, меѓутоа, ако луѓето се поише на телефони на дигитализација, им нудиме на нивната платформа каде што се повеќе да можат да се релаксираат. Така. Секако тоа не го заменува релаксирањето у природа и се останато, меѓутоа ако се таму некаде треба да им се помогне баш на нивната локација. Додававме два клучни делови, значи дневните вежби ги ограничивме на 15 минути, значи да не создаја зависност и воспоставивме предизвици кои што ги повикуваат да испробуваат работи надвор од апликацијата. Добро, и сега малку за бизнисот. Веќе е поставена апликацијата, почнува Relaxify. Дали сте повеќе свртени како ваши корисници да бидат индивидуалци, значи кон луѓето, кон секој поединец индивидуално, или кон компаниите, бидејќи велите тамо нудите методи за благосостојба на вработените, за благосостојба на тимот, свесни дека оној како се вика синдром на прегорување е се почест кај голем број вработени. Да, тоа е исто интересно и е дел од целиот процес на развој. Стратегија. Од стратегија, да. Започнавме прво, апликацијата ја ставивме на Apple Store, на Play Store, значи за iPhone и за сите Android уреди. И почна да ја користат различни индивидуалци. Првично беше целосно бесплатна апликацијата, во која што ние можевме да собереме податоци и со тие податоци да може да ја подобриме истата. Веројатно прво ја споделите со вашите најблиски, со пријателите. Апсолутно, да. И какви беа првите коментари? Интересно е дека пријателите не се баш соодветни суди, да кажам, за Не беа објективни доволно или нема ментални проблеми? проблеми? Мислам дека не беа објективни. Супер ви апликацијата, се супер, ама не ја користат после некое време. Зошто? Ги прашавте? Па Може би најверојатно, немале предизвици во тој период. па предпоставуваме, да. Или? Предпоставуваме дека не се тие баш корисниците кои што би Така. платиле или немале можеби mental health issues или некои такви проблеми во тој период. И потоа како се шири? Потоа се шири во различни региони. Прво на Балканот пробавме. Очигледно дека имаше заинтересираност, имаше многу корисници. Меѓутоа тука дојдовме до следната фаза каде што направивме платена верзија, односно бесплатната има мал дел од вежбите и се продолжува ако сака некој да И сега е плати. така, двоен И модел? сега е така, да. Основната и верзија платена, е бесплатна, да. а потоа Да. Free trial и да, на англиски Така. ако смеам да кажам.
После тоа, во соработка, нели, како и сите работи што се случуваат со пријатели, еден од пријателите ми побара да се користи во неговата компанија, каде што беше новиот дел од развојот на целиот наш бизнис, каде што покрај апликацијата што им ја даваме на вработените, понудивме и дашборд за нивниот HR тим, за нивниот Да го преведеме дашборд за HR тим? Да, дашборд би било, понудивме платформа каде што може да ги следат информациите во однос на тимот, како се движат, у која Значи, состојба тука почнува вртењето кон компаниите, кон бизнисите, наместо не само кон индивидуалците, кон сектор. Да. И ризикот за даден тим, дали има потенцијал од прегорување, каде што или имаат можеби социјални проблеми, па каде што одговорните можат да организираат не знам, некој настан каде што ќе се спојат, ќе можат да комуницираат и на различни теми, не само на работа, за да може да се поврзат и да се подобри таа баланс. И како изгледа сега портфолиото на Relaxify? Колку се од вашите корисници, од вкупниот број корисници компании, колку се индивидуалци, каде сте најмногу расширени, кога е најгуст сообраќајот на платформата, на апликацијата? Најмногу имаме пред се компании во Бугарија, пошто еден од партнерите е од Бугарија. И истите се компании кои што ги нудат нашите услуги на нивните вработени. Интересно е дека како што се проширивме во Ирска за индивидуалци. Пред се пошто Како токму Ирска и Бугарија? Како Ирска беше интересно. Ирска е зашто е англиско говорно подрачје, релативно мал пазар од една страна, од друга страна се мокни за да купуваат апликации, се научени да плаќаат за предплата, да, и онлайн. А мал пазар во ситуацијава е предност или слабост? Бидејќи Бидејќи рековте сакавте да излезете од Македонија бидејќи сме мал пазар, а сега зошто Ирска бидејќи е мал пазар па е предност? Да, супер прашање. Зошто е предност? Зошто имаат куповна моќ поголема. Друга работа е што психотерапијата или чекањето за психотерапија е повеќе од 8 недели и они бараат веднаш решение. А од друга страна па имаат недостаток на сонце и сето. Така да тоа е се предностите. Но зошто Ирска не Шкотска? Зошто Ирска, од друга страна или Данска или Унгарија, малку сонце. Така е. Инвестицијата што ја направивме за маркетинг е многу помала во однос ако правевме од Данска или од Норвешка. Или во Англија. Значи сегментот маркетинг се вклучува тука. Да, сегментот. На кој начин ја пробивавте, ја рекламиравте во Ирска? Решавате, ја таргетирате, ја одбирате Ирска географски, одиме таму со сите предности, мал пазар, силна куповна моќ, луѓе кои се научени и кои имаат проблеми и такви предизвици, бидејќи имаат и мал број на сончеви денови и сите други особини кои ја прават таква каква што е карактеристична. Меѓутоа, како доаѓате на остров, доаѓате во непозната средина и треба да се понуди да се расшири апликација. Која е маркетинг алатката најкористена? Не беше лесно да се одбере Ирска, пошто пробувавме на различни пазари и правевме испитување на пазари. Ирска ја одбравме како добар пазар во однос на сите овие предности што ги напомнав. Како влеговме највеќе преку Google Ads, Facebook Ads, пак дигитални реклами, каде што се базирани на перформанси и видовме дека најголем бенефит имаме токму од овој пазар. И добро, кога се развива стартап, нели се поминува низ оние различни фази? Како беше акселератори, инвеститори, одбивања, презентација пред инвеститори? Која беше најтешка фаза и имавше ли момент кога рековте можеби ова нема да успее да се откажеме? Имавте ли момент се откажуваме или одиме натаму? Па тоа не беше тема никогаш. Значи откажување не беше тема. Меѓутоа имаше тешки моменти. Кој беше најпроблематичен? Нормално финансиите за стартап се кислород за секоја фирма. А сепак ова е нешто ново, каде што ние се боревме, ете ги спомнавме со
со големи играчи на пазарот, како Calm, Headspace, каде што се со огромни инвеститори, огромни Тие се и инвестиции. постари од вас. Нормално. Подолго постари се, постојат. Да. Така да требаше да земеме дел од нивниот ковач или да таргетираме да адресираме различни пазари каде што они не се толку големи. Например, интересно беше дека ние и американи, Соединетите американски држави не беа еден од потенцијалните пазари. Меѓутоа, за да успееме таму, требаше да земеме од нивниот ковач, а да земеме од нивниот ковач не е едноставно. И кога се презентиравте пред инвеститорите, кои беа нивните коментари? Коментарите, мислам, нормално за да добиеме инвестиција, која што ја добивме пред се од инвестициски фондови, од европски инвестициски фондови и од Бугарија и од приватни инвеститори од Холандија. Веројатно претходно бевте многу пати одбиени. Апсолутно. Имаше Колку пати можеби за да ги охрабриме луѓето кои можеби не гледаат и размислуваат за стартап. Треба да бидат свесни сите дека многу стартапи, односно речи си не познавам дека еден успел од прво. Апсолутно. Бевме над 100 пати одбиени од различни инвеститори. Одевме на различни настани низ цела Европа, баравме инвестиции и во Македонија, и во Европа, и во Америка. Меѓутоа сите тие добивме многу негативни одговори, сепак еден позитивен е доволен за да се успее. Така, а кој беше најчестото објаснување кога ве одбива? Не е доволно разработена. Знаевте ли што ви недостига за да се комплетира приказна? Коментари биле. Ке може Александар повеќе да донесе за тоа. Генерално инвестиции кои што се фокусираа кон компании, а ние во тој момент бевме фокусирани на корисници, беа популарни. Да. Беа повеќе популарни, една причина беше тоа. Нели, профитабилност и колку сме рано или доцна во стадиумот, сега тоа се дел од причините кои што сме ги добивале како негативен одговор. Сега Александар. Апсолутно, некогаш и мислам најголем предизвик е да се добие одговорот зошто сме одбиени, пошто најчесто да, супер сте, ама кој ќе стигнете следна фаза, контактирајте не пак. И тоа е нешто каде што не можевме да научиме, пошто сепак како стартап учиме од грешките, доколку сме направиле грешка во формирањето на фирмата или во презентирањето, во пичот пред инвеститорите, можевме да се коригираме. Меѓутоа, кога немавме конкретен одговор, беше навистина тешко. Добро, апликацијата тргнува пред пандемијата, така? Веќе сте стабилизирани? За пандемијата. Така, колку е далеку од продажба вашиот стартап, бидејќи нели секоја успешна стартап приказна на крај завршува со стратешки партнер? Дали сте далеку се уште од тој чекор или? Па мислам дека сме далеко, да, ни треба уште време. Добро, како ве прашав сега сте повеќе сврзани кон компании, меѓутоа еве како стоите на пазарот? Се доближувате ли полека до овие гиганти како Calm, Headspace? И кога е најгуст собраќај ве прашав, која е вашата масовна таргет целна група? Кој профил на луѓе најчесто бараат поддршка психолошка? Да. Значи во најголем пик на Relaxify има во попладневните часови, тоест после работа, 5-6 сат. Предпоставувам дека после работа луѓето сакаат да се одморат, да се релаксираат и секако користат телефонот, можеби со социјални медиуми, ама истовремено користат и Relaxify. Таргет група ни се вработени, пред се некаде средна класа од 30 до 45 години. Интересно е дека најголем 30 до 40. Да, најголем дел од корисниците се пред се женски особи. Причината не знам која, ама еве Томе ќе ни каже од психолошки аспект, дали жените се похрабри да побараат помош, а мажите молчат или жените се повеќе склони кон ментални проблеми мажите? Не би рекол, потоците покажуваат некаде приближно застапеност и кај машки и кај женски, меѓутоа жените се повеќе поддржани да го комуницираат тоа и да бараат помош, кај машките се уште во некој случај се гледа на тоа како слабост
и недостиг, недоволност на машкост, меѓутоа гледаме и таму позитивни трендови на промена, и работиме тоа да го храбриме. Каде го гледате Relaxify за 5 години од сега? Ќе биде успешен стартап бизнис пред продавање или пак дел од еден здравствен екосистем, етаблирана апликација и широко популарна и позната? Гледаме да се поврзаме со што повеќе партнери, да може да се искористи во различни HR тулови, значи тулови за вработените, да може да се поврзаме со многу повеќе компании, да може да го освоиме европскиот пазар пред се и понатаму светот е мал. Томе, за жал, работа за вакви апликации и за психолози ќе има се повеќе. Да. За жал, бидејќи времето во кое живееме навистина стресно и се повеќе луѓе имаат предизвици од овој план. Има ли момент кога можеби апликацијата не е доволна и некому треба стручна психолошка помош и терапија, а не само еден водич или една алатка која може да го избави од... И која е таа критична точка? Добро. Пред се вака би рекол, значи дали е за жал потребата за повеќе психолози, за тоа не знам дали би се согласил, заради тоа што гледаме трендови каде што не се оди на психолог само кога имаш проблеми, туку и едноставно кога работиш на личен раст, развој и зголемување квалитетот на живот. Кога реков за жал, мислев на тоа дека се поголем број на планетава ќе се соочуваат со се поголем број на предизвици од ментален аспект. Да, тука се слагам. Тоа е за жал. Тука се слагам, да. Тука се слагам. Би рекол дека, не знам, штом заприметат потешкоти во извршување на на секојдневни задачи, промени нагли во расположение, да се ослободат и да пристапат психолог. Апликациите се тука само како помошна алатка за едукација, за градење на вештини, меѓутоа никогаш не се замена за професионална помош. Да, бидејќи рековме на почетокот, статистиката е навистина загрижувачка. Порано пред пандемијата еден од 6 луѓе во Европската унија живеел со ментални проблеми. Денеска повеќе од половина пријавуваат ментален предизвик во текот на 7 дена. Не знам дали имаме статистика добра за земјите од Западен Балкан и како стоиме ние во споредба со европскиот просек. Дали само не сме доволно храбри и доволно свесни за проблемите, па помалку бараме стручна помош или потешко зборуваме за тоа отколку европејците, или се уште сме малку позаштитени? Генерално кај нас се повеќе е застапена, повеќе се гледа на тоа како табу тема. Неаме за жал точни податоци на тоа за можеме да споредиме со западните земји, меѓутоа бројот се зголемува. Еден добар факт е дека број на психолози и лица кои што работат во оваа област во однос на број на жители во Македонија стоиме доста добро. Така да тоа е некоја пожелна информација, поволна. Така. Добро, менталното здравје не е луксус, туку потреба, исто така како и физичкото здравје. Дали решението е во терапија, дигитални алатки или комбинација од двете зависи од секој поединец индивидуално, но едно е јасно дека игнорирањето не смее да биде опција. Им благодарам на Александар и на Томе за денешното учество да си кажеме. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.